Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе читаме и обработуваме стихови од глава 4 од книгата Повторени закони. Во овој почетен дел од книгата, Мојсеј дава краток преглед на настаните од минатото, кои се случија откако израелците излегоа од робството во Египет. Тој пред себе ја има новата генерација, децата на луѓето кои како возрасни излегоа од Египет. И на нив тој им дава ретроспектива, но од перспектива на Божите дела и закони. Народот се наоѓаше на источниот дел од реката Јордан, на самата граница од ветената земја. Пред да влезат во земјата, Мојсеј им се обрати и им кажа што се случуваше во последните отприлика 40 години, но и им даде упатства како да живеат доколку сакаат земјата да им биде на благослов. Четвртата глава од оваа книга е всушност текст во кој Мојсеј на некој начин ја моли или бара од новата генерација сериозно да го свати Бог. Ке почнеме со читање на текстот. Стих 1. И така, Израеле, послушај ги наредбите и законите, на кои јас ве учам да ги исполнувате, за да бидете живи и да отидете и да ја наследите онаа земја, која Господ, Бог на вашите предци, ви ја дава. Мојсеј како да вели: јас ги познавам Божите наредби и закони и денес ви ги кажувам кои се и какви се. Послушајте го тоа што го велам и ќе ви биде дадена земјата која е пред вас, односно земјата која Бог им ја вети на вашите предци. Патем, добро е тоа што Мојсеј им даде краток преглед на настаните од минатото, за оваа генерација да биде свесна каде нивните родители сгрешија и да не ги повторуваат истите грешки. Пред да продолжиме со читање на првите стихови од оваа глава, сакам да напоменам една многу важна вистина, која и израелците требаше да ја имаат на ум, а тоа е дека тие беа народ кој му припаѓаше на Господ. Така што, кога Мојсеј им се обраќа, тој не зборува пред народ кој ништо не знае за Господ, ниту пак пред народ за кој Господ воопшто не е заинтересиран. Забележете што се вели во 7 и 8 стих. Зашто има ли некој голем народ, кому неговиот Бог му се приближил толку, како што е близок кон нас Господ, нашиот Бог, кога и да го повикаме? И има ли некој голем народ со такви праведни наредби и закони, како целиот овој закон што ви го предавам денес? Со други зборови, тој им вели дека тие ја имаат привилегијата Господ да им се приближи и да им даде праведни наредби и закони. А кој друг Бог го сторил тоа за некој друг народ? Никој, бидејќи другите богови се лажни. Стих 37. Бидејќи тој ги засака твоите предци и ве избра вас, потомците нивни по нив, и те изведе сам со големата своја сила од Египет. Мојсеј во суштина им вели на луѓето: Бог ве засака како народ и ве избра да бидете негови. Зошто им го кажа тоа? За да знаат дека Бог не е некој тиранин кој од нив бара слепа послушност, туку е некој кој прв ги засака и ги избра да ги благослови. Тоа значи дека Бог го направи првиот чекор. Тој го иницираше заедништвото со нив. Истото може и треба да се каже и за нас денес. Кога ние христијаните велиме дека веруваме во Бог и дека го сакаме, треба да имаме на ум дека тој прв не засака. Токму тоа стои запишано во едно новозаветно послание, дека ние го засакавме затоа што тој прв не засака. Така што, како израелците, така и ние, важно е да бидеме свесни дека основата за нашата послушност кон Бог треба да биде фактот што тој поради својата љубов и милост прв нас не избра. Но ајде сега да се вратиме назад на почетокот од оваа глава. Ќе го прочитаме 3 стих. Таму Мојсеј вели:
Очите ваши видоа се, што Господ направи со Ваал Фегор, зашто Господ Бог наш го истреби од средината твоја секој што го следеше Ваал Фегор. Луѓето кои стоеја пред Мојсей или воопшто не беа родени кога израелците излегоа од Египет или беа на детска или тинејџерска возраст, но сепак Мојсей им се обраќа на нив и им вели: со своји очи видовте што Господ направи, односно како го истреби секој кој го следеше Ваал Фегор. Станува збор за настан од нивното минато, кога дел од народот почна да му се поклонува на тоа лажно паганско божество, наречено Ваал Фегор. Правејќи го тоа, дел од израелците ја прекршија првата Божја заповед, која им забранува да имаат други богови. А Бог никогаш не ги остава неказнети оние кои ги прекршуваат неговите заповеди, па и во тој случај од чума умреа околу 24.000 луѓе. Колку и да беше трагичен тој период, народот мораше да разбере дека е време сериозно да ја свати Божјата светост. Стих 4. Вие, кои сте му приврзани на Господ, нашиот Бог, сите сте живи до ден денес. Тоа им беше награда за тоа што му беа послушни на Бог. Мојсей вели дека тие беа приврзани кон него. Стих 5. Ете, ви ги изнесов наредбите и законите, што ми ги предаде Господ Бог мој, за да постапувате така во земјата, во која влегувате, за да ја завладеете. Мојсей со чиста совест можеше да застане пред народот и да каже: јас ви го кажав тоа што Бог мене ми го кажа. Искрено ќе ви кажам дека и мојата цел како Божи служител е токму таа, да го поучувам сето она што Бог ни го открил во Светото Писмо. Токму затоа и ја започнавме оваа програма наречена низ Светото Писмо. Идејата е да минеме низ целото Свето Писмо и да се запознаеме со Божјата волја која ни е откриена во него. Ако живееме според зборовите кои се запишани во оваа света книга, можеме да бидеме сигурни дека ќе го добиеме Божиот благослов. Стих 6. И така, пазете ги и исполнувајте ги, зашто во тоа е вашата мудрост и вашиот разум пред очите на сите народи, кои, откако ќе чујат за сите тие наредби, ќе речат: овој голем народ е мудар и разумен народ. Бог им ги даде своите зборови и заповеди на израелците за првично самите тие да ги знаат и да живеат според нив, за да ги добијат неговите благослови на земјата. Но во стихот кој го прочитавме ни е откриена уште една цел зад Божјото откровение, а тоа е следната: израелците требаше да бидат сведоштво пред другите народи за Божјата мудрост и големина. Знаете ли што во суштина Бог им вели во овие стихови? Тој вели: ако ги пазите моите заповеди, другите народи ќе сватат дека има нешто посебно кај вас и ќе сватат дека сте мудри и разумни. Не знам дали сте го читале тој дел од Светото Писмо, но третиот цар на Израел, човекот по име Соломон, беше толку мудар што на вистина една царица од друго царство дојде да ги слушне неговите зборови. Додека беше кај Соломон, таа свати дека тој е посебно надарен со мудрост. Сето тоа беше сведоштво за Господ, кој е извор на таа мудрост. Но, сето ова е еден вид на повик и за христијаните денес. Како Христови следбеници, ние сме повикани да го читаме, разбереме и применуваме Светото Писмо. Ако го правиме тоа, можеме да бидеме сигурни дека некои луѓе ќе не сметаат за религиозни фанатици, но сигурно ќе има и такви кои ќе сватат дека Господовата мудрост живее во нас и тоа ќе биде сведоштво за нив. Стих 9. Само пази се и грижливо чувај душата своја, да не ги заборавиш делата што ги видоа твоите очи, и тие да не излегуваат од срцето твое во сите денови на твојот живот, и да продолжат така и синовите твои и синовите на твоите синови.
Кога Мојсей им вели дека Божите зборови не треба да излегуваат од нивните срца, тоа значи дека во сите денови на својот живот тие треба да се водат и живеат според тие зборови. Знаете, во друг дел од писмото се вели дека се што правиме во животот произлегува од нашите срца. Така што, ако Божиот збор е во нашите срца, тогаш нашите мисли, зборови и дела ќе бидат водени од Божјата мудрост. Но, не е доволно само ние да бидеме запознаени со тоа што Бог го кажал. Туку во овие стихови се вели дека треба да ги поучуваме и децата и внуците на таа Божја мудрост. Ова беше исклучително важна заповед за израелците, која за жал тие не ја почитуваа во целост. По некое време дојдоа нови генерации, кои не ги познаваа Господовите дела, само затоа што нивните родители не си ја завршија оваа обврска. Знам дека низ годините често се зборувало за тоа дали треба да има веронаука во училиштата. И јас искрено мислам дека нема штета од тоа да се има таков предмет. Нема штета во тоа да се учат децата што е исправно, а што е погрешно, или пак како да се молат, но не смееме да очекуваме дека некој друг духовно ќе ги воспитува нашите деца. Главната одговорност за духовното воспитување на децата е на родителите. Воспитувањето и образованието кое децата можеби ќе го добијат на училиште или во црква, треба да е само додадена вредност на тоа што родителите веќе го поучуваат. Стихови 24 до 27. Бидејќи Господ, твојот Бог, е оган што гори, Бог ревнител, ако пак ти се родат синови и внуци, и откако ќе поживеете долго на земјата, ќе почнете да вршите беззаконија и направите каков годе резан лик, со тоа ќе направите зло пред очите на Господ, вашиот Бог, и така ќе го разгневите. Денес, еве, ги повикувам за сведоци, небото и земјата, дека наскоро ќе ја изгубите оваа земја во која одите да ја наследите од онаа страна на Јордан. Нема да останете во неа долго, туку ќе загинете, и ќе ве распрсне Господ меѓу народите, и ќе станете малубројни меѓу народите, кај кои ќе ве одведе Господ. Бог беше директен и реален со израелците. Да, тој ги изведе од Египет и им вети дека ќе им даде земја која ќе биде на благослов на сите идни генерации. Но, таа земја имаше, условно кажано, правила за користење. Тие правила беа прилично едноставни. Ако народот застрани кон други богови, ако народот го заборави Господ и почне да се поклонува на идоли, таа земја нема да им служи за благослов. Господ им вети дека ќе ги распрсне помеѓу други народи. Некој можеби ќе си рече, зарем Господ на вистина би направил такво нешто? Како може истовремено Господ да е љубов, а и да го распрсне и казни својот народ? Ако сте го читале Стариот Завет, ќе знаете дека израелците на вистина му го свртеа грбот на Господ и тој на вистина ги дисциплинираше онака како што вети. Во ниту еден случај не би требало да помислиме дека самото тоа што Господ е љубов подразбира дека тој не може или не смее да практикува дисциплина. Тоа е важно и за нас денес да го имаме на ум. Бог не сака, но тоа не значи дека нема да не дисциплинира кога ќе ги преминеме границите кои тој не ги поставил. Тој не сака, но кога ќе одлучиме да живееме своеволно, кога ќе му го свртиме грбот и ќе почнеме да се надеваме на себе или на некои други идоли од секојдневието, можеме да бидеме сигурни дека ќе ги трпиме последиците од тоа поведение. Стихови 30 и 31. Кога ќе западнеш во тага и кога сето тоа со време ќе те снајде, ти ќе му се обратиш на Господ, твојот Бог, и ќе го чуеш неговиот глас. Господ, твојот Бог, е Бог милосрден. Тој нема да те остави, нема да те погуби и нема да го заборави заветот со твоите предци, кој со заклетва им го потврдил.
Бог е милосрден. Тоа никако не смееме да го заборавиме. Бог знаеше дека народот кога тогаш ќе му го сврти грбот и затоа првично ги предупреди да не го прават тоа, но кога ќе дојде до такво нешто, кога народот ќе се соочи со последиците од своето неверие, Бог сакаше да знаат дека тоа не е крајот. Затоа преку Мојсей им порача на израелците дека дури и кога се на дното, тие можат и смеат да му се обратат, да бараат помош од него и тој нема да ги остави сами. Сакам да ве потсетам и вас денес, дека Бог е милостив. Јас не знам како и колку далеку сте застраниле од Бог. Може би се наоѓате во некаков проблем кој е директен резултат на вашето своеволие и грев, но додека тагувате, не заборавајте да се обратите кон Бог. Без разлика која е причината за вашата тага, дали е ваша вина или туѓа, или едноставно сте разочарани поради нешто за кое нема директен виновник, побарајте помош од Бог. Тој е милостив. Стих 34. Зар се обидел некој друг Бог да си земе народ од друг народ преку порази, знаменија и чуда, преку војна и со силна испружена рака, со големи ужаси, како што направи за вас Господ, вашиот Бог, во Египет пред твоите очи? Мојсей им поставува реторичко прашање на израелците. Одговорот е многу јасен. Ниту еден друг Бог не го направил за другите народи тоа што Бог го стори за израелците. Причината е едноставна. Други богови не постојат. Поентата на Мојсей е дека ако можат тие други народи толку да им се посветени на своите лажни богови, кои ништо немаат направено за нив, колку повеќе израелците имаат и повод и причина да го сакаат Господ и да му бидат послушни после се што тој стори за нив. Стихови 44 и 45. Ова е законот што Мојсей им го предложи на синовите израелски. Ова се заповедите, наредбите и законите, кои Мојсей им ги кажа на синовите на Израел откако беа излегле од Египет. Значи, се до овој момент, Мојсей дава еден преглед на главните настани кои се случија од моментот кога Израел излезе од Египет па се до нивното пристигнување на границата од ветената земја. Сето тоа што Мојсей и го кажа на новата генерација, која треба да ја освои земјата, беше еден вид на основа за тоа што допрва ќе им го каже, а тоа се Божите заповеди кои треба да ги почитуваат. Во следните 3 глави ќе се сретнеме со 10 Божји заповеди, односно со нивно повторување и еден вид на толкување. Зошто Мојсей ги повтори заповедите? Затоа што пред себе имаше нова генерација на луѓе, кои или не беа родени кога заповедите беа првично дадени, или пак беа релативно мали или млади. Затоа да се осигура дека никој од нив нема изговор и дека никој од нив нема да може да каже дека не знаел што Господ заповедал, Мојсей ќе зборува за оваа тема, но во светло на се што се случи изминатите речиси 40 години. Така што верувам можете да предпоставите дека сега доаѓаме до еден навистина посебен дел од оваа книга, од кој и ние денес можеме многу да научиме. Во следната епизода ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.